Пред да влезам во студиото, ги погледав цените на електрична енергија на Хупекс Бекздата. Тие се веќе базна цена е 260 евра за мегават, 283 е пиковата цена. Тоа е доста поволно во однос на оние 1000 евра, меѓутоа многу далеку од предкризниот период 65 евра за мегават час. Владата донесе мерки антикризни, па би сакала да ги продискутираме со потпредседателот на Сојузот на стопански комори, господин Орце Симов. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Така, кажете ми дали во пакетот на антикризни мерки препознавате мерки кои што се за стопанството? На 88-та седница на владата на 9 октомври овој месец се донесени повеќе мерки. Најголем дел од тие мерки се имаат социјална димензија, има околу 5 најмалку мерки има за стопанството и ние сметаме дека тие мерките кои што се за стопанството треба да бидат поголеми и подобро да го таргетираат стопанството, затоа што стопанството се наоѓа во исклучително тешка состојба. Ова живееме период и можеби овие времиња се најтешки времиња за стопанисување од осамосталување на државата од 1990 година навака. Така што стопанството вработува најголем број на луѓе во државата, над 680.000 луѓе, стопанството го генерира бруто домашниот производ, стопанството го полни буџетот и многу е битно нашата економија, нашите компании да опстанат, да се донесат такви оптимални мерки кои што ќе овозможат најголем број од компаниите без поголеми проблеми да го пребродат овој период, да не престанат со своето функционирање, затоа што доколку некоја компанија престане да работи, затвори или го одложи, го стави во мирување своето работење, многу е тешко понатаму да се врати на бизнис сцената, затоа што тој просто што таа компанија го работела, тие производи или услуги што ги пружала на пазарот ќе ги заземе некоја друга компанија. На 88-та седница се донесени 5 мерки кои што го таргетираат стопанството. Првата мерка е проширување на опсегот на компании кои што се погодни за користење на кредитно-гарантната шема од гарантниот фонд на Развојната банка на Република Македонија. Тоа олеснување, тоест зголемување на опсегот на компании кои што се погодни за тоа ќе биде направено преку условите за аплицирање, да поголем број на компании ги исполнат условите и можат да аплицираат. Така што оваа мерка каков ефект има не можеме да оцениме затоа што не знаеме кои олеснувања во аплицирањето ќе бидат направени, кои се компании ќе бидат погодни за аплицирање за таа мерка. Понатаму имаме мерка за поддршка на ликвидноста на микро, малите и средните компании. Таа мерка некаде е со вредност од околу 5 милиони евра. Кредитите ќе бидат безкаматни, тоа е добро, меѓутоа сепак е тоа кредит и најверојатно нема да биде тоа прифатливо за сите компании, затоа што многу компании кои што приходите се намалуваат, а расходите растат, тоест полека се приближуваат кон нула или па кон негативно работење, попрво би се одлучиле да не губат средства понатаму, да ги затворат своите бизниси или да отпуштат вработени преку за да намалат трошоци, а и не сите компании би земале кредит, па макар тој да е под поволни услови, безкаматен кредит, затоа што сепак тој треба да се враќа. И исто така и тие 5 милиони еври се многу мал процент, многу мала сума во однос на вкупната економска сфера во државата. Понатаму имаме мерка за забрзано враќање на ДДВ и зголемено враќање на ДДВ. Тоа се и законски обврски, тоа не би требало да биде ни мерка, затоа што во законот за ДДВ е дефинирано доколку некоја компанија бара поврат на ДДВ, за колку време треба да бидат вратени средствата и колкава сума на средства треба да бидат вратени книговодствено одредено. Тоа не може ниту да биде зголемено, ниту да биде намалено и тука само ние бараме да се почитува таа одредба од законот и на време да им се враќаат тие средства на компаниите, а исто така многу битно е и исто така нема да ја чини ништо тоа државата и државните институции да ги сервисираат своите долгови во временски предвидените периоди на конкурирање на тендерот или на датумот на доспевање на фактурите. А сега има државни институции кои што каснат по неколку месеци, па да не речеме и години, обврските према стопанството не ги сервисираат. Понатаму имаме мерка за наредна или четврта мерка е поддршка и помош при консултантски услуги за енергетска ефикасност и обновливи извори на
енергија, инсталација на обновливи извори на енергија. Немаме информации каква ќе биде таа помош од консултанти, дали тие консултанти ќе бидат платени целосно од владата, дали одреден дел ќе биде платен, а другиот дел ќе го платат компаниите, така што не можеме да го оцениме за сега ефектот. И последната мерка е продолжување на досегашната мерка 25, каде што се помагаше во кредитирање и финансирање на инсталација на обновливи извори на енергија и за енергетска ефикасност. Дали компаниите ви се жалат во однос на ликвидноста? Дали имате некои податоци за евентуални затворања на компании? Стопанството и економијата се наоѓаат во пост-ковид кризата. 2020 година целата светска економија се намали за неколку проценти. Македонија имаше поголем пат од земјите, речиси дупло поголем пат од земјите од Западен Балкан. Нашиот пат беше 6,1%. Стопанството полека почна да заздравува 2021 година, кај што имавме раст околу 3,4%, меѓутоа тоа заздравување и тој раст беа прекинати со појавата на енергетската криза кон крајот на 2021 година и почетокот на 2022 година. Ние сега се наоѓаме во еден исклучителен тежок период. Енергенсите имаат непредвидено високи цени, кај нас економиите како што е Македонија и земјите како што е Македонија, кои што се многу енергетски зависни, многу потешко ќе ја пребродат оваа финансиско-енергетска криза. Ние нафта и газ немаме, за жал не произведуваме доволно и електрична енергија. Така што земјите како што сме ние, ти имаат значителни трошоци, значителен одрив на средства и тоа ќе се одржи кај државните институции преку намалени капитални инвестиции, што и го гледаме оваа година, само 30% од предвидениот капитални инвестиции до сега се реализирани, а кај компаниите ќе се одржи во тоа што нема да се инвестираат средства во нови технологии, во истражувања и голем дел од компаниите ќе бидат приморани да ги затворат своите бизниси. Дали во вакво време е време за прогресивен данок воведување? Па ние оценуваме дека сега не е време за прогресивен данок, сега сите сили во државата и државни институции и бизнис и граѓани треба да бидеме насочени кон опстојување во овие тешки времиња и во оваа голема финансиско-економска криза. Така, во очекување на некои поинакви мерки од владата, бидејќи и економистите и стопанствениците велите дека се очекува некој нов пакет, посакувам стопанствениците да имаат некако да ја пребродат оваа сезона, па во идниот разговор да поразговараме за некои поподробни вести. Благодарам на разговорот. Добро, благодарам и на вас.